христијанско братство ќе го поддржи потполно, значи ќе се бориме не како македонци и како лавови, за да овој референдум не им успее. Ние влегуваме, значи, и подпишавме како од страна на аполитичка организација. И јас колку што сум информиран, ова ќе трае 60 дена до 30 септември. После тоа би требало, после нивниот неуспех, овие подписи повеќе нема да важат, да не излезе утре дека христијанско братство поддржува било која политичка партија. Да бидеме најасно. Ние стоиме зад македонскиот народ и македонците во и надвор од Македонија, а не зад било која политичка партија. Трето, значи, за овој референдум, што оваа власт го турка со сите можни страни, можам само да им кажам дека нема да им успее, тоа и го кажав во тие говори, и истото ќе го кажам. Нема да ви успее, а начинот и играта, тие ќе ја диктираат. А ние ќе му го дадеме одговорот оне што му следува после тоа. Дали тие ќе не заплашуваат со притварање, со разговори, со информативни? Кажав дека со такво нешто само контраефект ќе се добие. И тоа го добија. Еве сме тука, повторно, помеѓу избраните во Македонија. Жалам што овдека нема од ВМРО, од ДПМН и нема од СДСМ. Затоа што во христијанско братство од 1000 и кусур под заклетва има најмалку 200 лица што се членови на СДСМ кои не го поддржуваат референдумот. И тие ќе гласаат против референдумот. Затоа и пораката на овој премиер што е? Дека нема да му успее референдумот, затоа и што неговите во СДСМ не го сакаат тој референдум. Истото на другите што се опозиција. Зашто јас не сакам да ги спомнувам нивните имиња во моите говори, ги избегнувам, така и сега ќе ги избегнам. За опозицијата. Они сакаат да го поддржат овој референдум и затоа ја играат оваа игра и затоа и добија покана од СДСМ. И за тие што сакаат да играат оваа игра нема да им успее. Затоа пораката ќе биде следна и за нив. Не си играјте со Македонија и македонскиот народ. Ова била е и ќе си остане Македонија. Ако некој сака да си ја менува, да го менува името, може слободно и презимето името, ама своето дома и на своето семејство, а не на мене и на моето семејство. Топката е во ваши нозе. Како ќе играте, таков одговор ќе добиете. Тоа сакав само да кажам дека остануваме и понатамо аполитичка организација, влегуваме свесно и ќе се бориме до последно овој референдум да не успее. Тоа ми беше пораката. Ви благодарам. Ве поздравувам сите македонци во и на сите македонци што се и надвор од Македонија, во диаспората.